Добра вечер, почитувани, го следите дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. СДСМ Куманово го избра новото раководство. Женскиот ракометен клуб Куманово го освои трофеот во Купот на Македонија. Културно-уметничкото друштво Српски вес одбележа 10 годишен јубилеј. Општинската организација на СДСМ Куманово го избра новото партиско раководство кое ќе ја води партијата идните 4 години. Избрани се членови на надзорен и извршен одбор. Професори, лекари, адвокати, директори на различни институции и студенти се дел од членовите на новиот извршен и надзорен одбор на Општинската организација на СДСМ Куманово. Лидерот на партијата во Куманово, Александар Арсиќ, истакна дека при изборот се воделе според статутарните одредби родова застапеност 50% мажи и жени како и млади. Вели, изберени се професионалци. Новиот извршен одбор ќе го сочинуваат Владимир Арсовски, раководител на Агенцијата за стамбен и деловен простор во Куманово, Весна Трајковска, директорка на средното Киро Бурнас, Сашо Костовски, вработен во јавното предпријатие Пазариште, Сања Трајановиќ, докторка во Кумановската болница, Стојанче Величковиќ, пензионер, Ивана Величковска, невработена, Лехонде Демировиќ, вработен во ЕВН, Верица Тодоровска, воспитувачка во Ангел Шајче, Сашо Тодоровски, директор на Центарот за култура, Лилјана Величковска, вработена во средното Киро Бурнас, Александар Саздевски, раководител во општина Куманово, Аница Бојковска, наставник во гимназијата Гоце Делчев, Артан Латифи, вработен во Царинската управа, Марија Димитриевска, раководител на Центарот за вработување, Стефан Темилковски, стопанственик, Јелена Здравковска, секретар во гимназијата Гоце Делчев, Ивица Цветковиќ, професор во средното Перо Наков и Мила Аневска, студент по медицина. За членови на надзорен одбор се избрани Драган Петровски, адвокат, Иван Ангеловски, раководител во општина Куманово, Сања Јовановска, вработена во Центарот за социјални работи, Билјана Ивановска, вработена во општата болница и Тамара Арсиќ, професор во средното Киро Бурнас. Во Социјалдемократскиот сојуз имаме многу квалитетни луѓе, многу големо членство и навистина беше тежок изборот да ги најдеме точно оние луѓе кои ќе одговараат во извршниот и надзорниот одбор. Но, водејќи се од идејата да бидам со луѓе кои ќе ги делат со мене истите вредности, истите цели, сепак морав да се одлучам за одредени кандидати кои пред се големи професионалци во својата работа, докажани наши партиски другари и членови. Исто така луѓе со интегритет, наши сограѓани, луѓе кои ќе креират политиката на Социјалдемократскиот сојуз во наредниот период и луѓе со кои ќе ги трасираме наредните победи. Тоа би кажале во кратко, тука ќе бидат дел од листата ќе бидат лекари, ќе бидат професори, ќе бидат учители, ќе имаме адвокати, директори, ќе имаме студенти, инженери и така натаму, значи од повеќе области ќе бидат офатени од сите краеви на нашата општина, за да можеме што подобро политиките да ги представуваме и пред членството и пред граѓаните, но исто така, морам да кажам дека пред се водевме и од статутарните одредби на статутот на Социјалдемократскиот сојуз, каде што моравме да запазиме родова застапеност, каде што имаше 50% на мажи, 50% на жени, но исто така и 1/3 најмалку од младите кои сочинуваат до 32 години. Новиот секретар и портпарол на Општинската организација дополнително треба да се назначат. На изборната конференција која се одржа викендов, присуствуваше највисокото централно партиско раководство, председателот на СДСМ Димитар Ковачевски, секретарот Миле Зечевиќ, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, пратениците Мартин Костовски и Лидија Тасевска и други истакнати и долгогодишни членови од локалниот огранок. Во секторот за внатрешни работи Куманово вчера пред 13 часот било пријавено дека настанал пожар во аптека на улицата Доне Божинов. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Куманово, а повредени лица нема. Увид извршиле полициски службеници, информираат од Кумановската полиција. 36-годишната кумановка Марија Ивановска, доктор на медицински науки која што живее и работи во Пловдив, Бугарија, се најде меѓу најдобрите балкански научници и доби големо признание.
Балканска медицинска награда за својата истражувачка студија во областа на иновациите за влијанието на стресот врз имунолошкиот систем. Ивановска дипломирала во 2012 година на Медицинскиот факултет во Пловдив, а докторирала во 2018 со научен труд од областа на имунологијата, за што спровела испитување како стресот влијае на имунолошкиот и ендокринолошкиот систем во организмот. Пред 2 години, Министерството за образование на Бугарија нејзиниот научен труд го избрало како најдобар докторски труд на млад научник во оваа европска земја. Со повеќе часовен концерт, Културно-уметничкото друштво Српски вез викендов го одбележа своето 10-годишно постоење. Покрај групите на Српски вез во преполната сала на Центарот за култура, настапија и културно-уметничките друштва Плави Делија, Опленац и Копаоник и еден од најдобрите етновокали на овие простори, Даница Крстиќ. Куманово викендов беше центар на култура и домаќин на многу пријатели на Културно-уметничкото друштво Српски вез од Македонија, Србија, регионот и диаспората, одбележувајќи го 10-годишното постоење и успешно функционирање со повеќе часовен концерт во големата сала на Центарот за култура. По повод јубилеот, Српски вез подготви богата културно-уметничка програма. Во преполната сала пред публиката настапија сите фолклорни групи на КУД Српски вез, група на почетници или школа за фолклор, детски ансамбл, младински ансамбл и прв изведувачки ансамбл. Дел од големиот концерт беа и пејачката и етногрупата придружувана од оркестарот на Српски вез. Програмата беше збогатена и со учеството на културно-уметничките друштва Плави Делија од Романија, Опленац од Топола и културно-уметничкото друштво Копаоник од Лепосавиќ, професионален тамбурашки оркестар од Романија, а специјална гостинка на концертот беше Даница Крстиќ, еден од најдобрите етновокали на овие простори. Друштвото Српски вез е формирано во септември 2013 година, а основач и прв председател беше Горан Стојковиќ. Во моментов Српски вез брои над 140 членови, кои што преку музика, игра, песна успешно ја шират и чуваат српската култура, традиција и национален идентитет. Пред присутните се обрати Далибор Китановиќ, првиот човек на Културно-уметничкото друштво, кое што предходната година беше добитник на многу награди и одликувања, меѓу нив и Видовденски златен медал за особени заслуги во јавните и културни дејности, врачена од председателот на Србија Александар Вучиќ. Јас сум и поносен, и среќан, и узбуđен. Не само ја, него читава екипа у Српском везу и сви у Српском везу и у српској заедници која е око Српскog веза, затоа што сме успели да напунимо ову предивну салу 10 пута за редом. И то не е мала ствар. И затоа ја не бих многу да причам о нашим резултатима, успесима, од проблемима, о изазовима, о успонима, о падовима, о грешкама кои сме чинили протеклих 10 година. Ево, доволно говори ова препуна сала, доволно говори овај програм кој сме спремили, кој е изузетно, чини ми се, квалитетан, ви ćete тоа да оцените и будете стрпливи, уживајте у току ове вечери. Желим само да кажем едну ствар, и ту ствар морам. Желим да се извиним свим нашим родителјима, односно нашим члановима, граѓанима Куманова, нашим пријателјима кои нису успели да добiju улазнице за вечерашни концерт. Жао ми е, такав е капацитет, додуше nije ни мали капацитет. Меѓутим, ево им користим прилику ексклузивно да најавим да ćemo 10. јуна ове године заедно sa националним ансамблом Коло из Beograda да одржимо на овој истој сали еден заеднички концерт поводок нашег јубилеја. Значи, граѓани Куманова, наши пријатели имајуќи част да уживају у лепотама Кола и све оно што ради Коло, и за тоа све е заслужан наш пријателј и иницијатор овог концерта, нови директор национален ансамбла Кола, Здравко Ранисављевиќ. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, говорејќи пред присутните, истакна дека токму 10 годишната успешна приказна на Српски вез потврдува дека Куманово гради реално мултиетничко општество. Српската заедница во Куманово е нераскинлив дел од нашиот град и нашата историја. Нема поблизок народ од македонскиот и српскиот. Ниту на Балканот, ниту пошироко. Ние тоа родство, пријателство, побратимство го негуваме со децении
И токму ваквите културно-уметнички друштва со взаемната соработка, како што слушнаме и од почитуваниот председател, ги негуваат тие односи. Денеска овој колорит на етноси го прави Куманово уште посилно. Куманово космополитско, Куманово надежно, Куманово европско. Јас сум горд што водам таков град. Посакувам уште многу години да функционираме вака и еден ден сите да бидеме таву кај што заслужуваме. Заедно, рамо до рамо, во една обединета Европа, како европејци, но македонци и срби и сите останати етнички заедници, специфични по својот темперамент, но во едно единствени балканци. Честитам вам што веќе годинама уназад да уз подршку ваше матице, уз подршку наше Србије и председника Александра Вучиќа, сви заедно веземо вез младости, вез кој чува српски идентитет, језик и културу. Хвала вам што сви заедно и данас у Куманову веземо еден златни српски вез. 10-тиот јубилеен концерт е поддржан од Управата за соработка со дијаспора и србите од регионот при Министерството за надворешни работи на Србија, Министерството за култура на Македонија, како и од општина Куманово. Маската не лути се човече, која ја изработија учениците од Државното средно училиште Киро Бурнас, е прогласена за маска на годината на онлайн гласањето што го организираше Фондацијата за култура и спорт на својата фејсбук страница. Оваа маска освои 43% од вкупниот број на гласови во конкуренција од 25 групни маски кои учествуваа на овогодинешниот маскенбал Батко Ѓорѓија, Куманово 2023. Кралот од Алшар и изворот на животот е насловот на најновиот роман на кумановскиот автор Филип Петровски, кој во среда со почеток во 19 часот ќе биде промовиран во Занајчискиот дом во Куманово. Кралот од Алшар и изворот на животот е книга која ќе ве замисли длабоко за психологијата на животот, за значењето на животот и сите идни моменти кои технологијата ќе ни ги донесе или однесе преку авантурата што предстои. Дејството е низ познати локации на Македонија, во единствениот рудник на свет Алшар, во замокот на Бислим, во храмот на Кокино. Промотори на книгата ќе бидат Сонја Тодоровска, Анита Цветковска и Љубиша Петровски. Станува збор за трет роман на Филип Петровски во соработка со издавачката куќа Матица, а под покровителство на општина Куманово. Сдруженијето Коло на српските сестри денеска во Занајчискиот дом организираше завршен настан во рамки на проектот Моето село низ објектив. Повеќе детали од прилогот што следува. Моето село низ објектив е насловот на проектот кој изминатиот период го реализираше Сдруженијето Коло на српските сестри. Во истиот учествуваа ученици од 5 основни училишта од руралните подрачја. Тие имаа можност преку фотографија да ја доловат нивната средина, убавините и сега да ја презентираат пред учениците од урбаните подрачја. Децата ќе ги презентираат нивните фотографии, што беше задолжение. Нивно по 10 ученици од секое основно училиште, поточно 5 основни училишта од рурални средини и денеска ќе ги презентираат пред учениците кои што живеат во град. Пораката е селската средина да се долови на учениците кои што живеат во град. Инаку пријатно сум изненадена од фотографиите. Се надевам дека некому фотографијата ќе биде идно хоби или професија. Кога слушнавме дека има иницијатива да се направи дел, да се опише, значи руралното место од кај што живеат, нели кај што има училишта, ни беше мощно интересно, бидејќи требаше самите деца да бидат инволвирани, па решивме тоа да го направиме малку како еден во проект, па отидовме во нашите училишта во руралните средини и одржавме неколку предавања на тема фотографија, како би требало да изгледа, што би требало они да опфатат во самите нивни познати места, околини и нормално да ги опишат преку светлозаписот.
интересно испадна. Еве гледате сами, јас изненадив колку многу интерес покажаа децата и колку интересни креативни моменти фатиле. Сдруженијето Коло на српските сестри, кое функционира низа години, традиционално организира проекти во кои ги вклучува учениците од руралните средини кои слушаат настава на српски јазик, но овој пат беа вклучени и учениците кои се образуваат на македонски. Во проектот се вклучени, значи, основно училиште Карпош од Уминдол, Кирил и Методи од Романовце, подрачно училиште од Кочорацин од село Орашац, од Клечовце е Вера Которка и од село Табановце е Браќа Рибар училиште. Јас сум пријатно изненадена, искрено да ви кажем, и овој пат сакам на директорките и на менторките да им се заблагодарам, зашто изразија интерес, некои дури кажаа добро што еве некој се сети или нас да не вклучи. Голема благодарност и до тие што поддржаа го овој проект, прв пат го организираме сега, се надевам дека ќе стане традиција, па нешто друго да работиме, не мора се да се прикаже низ фотографија, може и низ убав пишан збор да се каже нешто. Проектот Сдруженијето го организираше со поддршка на општина Куманово и секторот за култура и спорт. Од страна на полициските службеници од Одсекот за превенција при СВР Куманово, а во соработка со секторот за образование од општина Куманово и представникот со сообраќајниот испитен центар Топ Драйвер, денеска беше одржана трибина со матурантите од средното општинско училиште Перо Наков, Сами Фрашери и Наце Буѓони од Куманово. На трибината посветена на темата околу безбедно одбележување на матурските прослави, а под мотото "На матура без автомобил, алкохол и психотропни супстанции", матурантите беа запознаени со неопходноста од одговорно однесување, потоа за мерките и последиците од непочитување на законските прописи од областа на сообраќајот и од областа на јавниот ред и мир, а се со цел прославите да минат безбедно и мирно пред се во интерес на младите. Во текот на изминатата вечер во период од полноќ до 4 часот од страна на секторите за внатрешни работи и патролни тимови составени од полициски службеници од Оделот за униформирана полиција, спроведена е акцијска контрола во угостителски објекти, ноќни клубови и дискотеки на територијата на целата држава. При контролата приведен е Ш.И. 27 години, бидејќи при преглед кај него бил пронајден кокаин, информира полицијата. Во Куманово денеска беше промовирана книгата "Мрежата на Абвер на Балканот". На околу 750 страници авторите на книгата со архивски податоци и фотографии детално ја анализираат мрежата што била создадена во служба на нацизмот на Балканот. Мрежата на Абвер на Балканот е насловена книгата од авторите професорот Иван Бабановски, професор доктор Самуел Колономос Садикарио и ликовниот уметник Мартин Димковски Бабагинин, што беше промовирана денеска во Куманово. Еден од авторите на книгата, Иван Бабановски, објаснува дека Абвер е воено-политичка тајна служба на Третиот рајх, која била активна за време на Втората светска војна, но создала мрежа на агенти кои продолжиле да бидат активни со своите субверзивни дејности и по завршувањето на војната. На околу 750 страници авторите на книгата со архивски податоци и фотографии детално ја анализираат мрежата што била создадена во служба на нацизмот на Балканот. Нема само историски аспекти да ги представи, туку го диагностицира она што денеска ни се случува во државата Македонија, она што денеска се случува на овој колнат Балкан, она што и се случува на Европа и најнакрај она што ќе му се случи на светот ако не прогледаат антифашистичките сили дека поразените нацифашисти од Третиот рајх на фирерот Адолф Хитлер маршираат и ги превзимаат сите позиции во така наречена Обединета Европа. Ние секогаш бевме на страна на прогресивните сили. Нас, Рузвелт, Черчил и Сталин на конференцијата во Техеран на 27 ноември 1943 година не прогласија како трета антифашистичка, европска и четврта светска сила поради учеството на народно-ослободително движење на страна на антифашистичките сили против Хитлеровата солдатеска
на која и помага речиси сите наши поранешни и сегашни соседи. Не можам во Куманово, ова моје Куманово, ова наше Куманово, да не споменам дека во Куманово живее ликот на Јосип Броз Тито, дека во Куманово Лазар Колишевски е добродошол. Мотивите за пишување на книгата се истражување на минатото, бидејќи се што ни се случува денес има корени во минатото, а денес ни се случува истото што се случувало и тогаш. Но ние или сме го заборавиле или не сме го проучиле доволно за да го препознаеме, појаснува еден од авторите на книгата, Бабагинин. На промоцијата пред присутните се обрати и градоначалникот Максим Димитриевски, кој верува дека читателите на ова книжевно дело ќе имаат можност да научат нешто повеќе од авторите кои што се занимаваат со истражување. За мене е чест да водам еден таков град каде што живеат, каде што се едуцирале, каде што се раѓале такви луѓе, како што е случајот со професорот Бабановски, а во овој случај и со авторот од семејството Бабагинини. И јас посакувам многу вакви промоции на книги во нашиот град. Ние секојдневно се соочуваме со нови извори на нов пишан збор, но верувам дека овој пат многу автентично ќе прочитаме нешто и ќе имаме можност да научиме повеќе од луѓе кои што се занимаваат со истражување. Внимателно, додека седев тука, го прочитав воведот, почитувани автори, кај што се обративте директно до Министерството за култура, кој што овој проект го представил како проект кој што не е едукативен. И искрено жалам и се прашувам дали смее да се дозволи такво нешто, каде што тие кои што треба да се грижат за негување на антифашистичката борба во оваа наша современа држава која што има длабоки корени во својата историја против истата, да си дозволат да одговорат вакво нешто. Но сепак, општината е тука, секогаш расположена да помогне и да подржи вакви идеи, бидејќи Куманово е еден од столбовите на таквата антифашистичка борба. Треба човек да биде не само љубопитен, треба да биде истраен, да има нерви, да ја дочита. Крај нема. Кога би се правил, верувам во второто издање ќе има не само библиографија, туку индекс на поими и на личности, има толку личности од овде до месечината. Идеолозите што го научија Хитлер како да биде лидер, антисемит и уриваш на светот, беа руските белогвардејци, тие што ја загубија војната од болшевиците. Според авторите, проектот се однесува на разузнавањето, односно информацијата. Тема е нацизмот, деструктивната идеологија која ја уништува вербата во човекот, но како што велат, продолжува да екзистира и затоа треба да се проучува, за да се заштитат идните поколенија. Ракометарките на Куманово извојуваа победа над Вардар со резултат 32-31 и по трет пат го кренаа трофеот во Купот на Македонија. Вардарки немаа сили против Кумановки во финалната пресметка која се одржа во Охрид. Куманово имаше контрола над целиот надпревар, па и на полувреме заминаа со предност од 15-12. Најефикасна во тимот на Куманово беше бразилката Андреза Алмеида со 11 погодоци. Ова е трет трофеј во последните години за Куманово, откако синобелите го кренаа во 2019 и 2021 година. Следува преглед и на вестите од Македонија. 1060 функционери за април добиле повисоки плати за 78%, информираше министерот за финансии Фатмир Бесими на брифинг со новинарите. За повисоки плати на функционерите до крајот на годината ќе се потроша дополнителни 960 милиони денари од буџетот на државата. Бесими смета дека сега не е најповолно време за усогласување и изголемување на платите во јавниот сектор, бидејќи ќе има импликации на инфлацијата и препорачува зголемувањето на плати да се имплементира
планира од 2024 година. Држава која нема коридори и енергија не може да се развива, порачаа од владата. Како што најави на брифингот за медиуми министерот за транспорт и врски Благоја Бочварски, утре во Црнагора ќе го потпише анексот на договорот со Европската унија со кој коридорот 8 влегува во мрежата на главни коридори во регионот и во Европската унија, а тоа е еден од аргументите на владата за користењето европско знаменце за законските измени за проектот со Бехтел и Енка. Во тој контекст од владата ја повторија пораката за важноста од заокружување на изградбата на коридорите 8 и 10D, односно на 4 автопатски делници. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди до специјализираното одделение за гонење кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција при основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Скопје поднесе кривична пријава против двајца полициски службеници, вработени во полициската станица за граничен надзор Ќафасан поради постоење основи на сомневање дека прво пријавениот сторил кривично дело примање подкуп, а второ пријавениот сторил кривично дело несовесно работење во службата. Имено, прво пријавениот на 13 мај годинава на граничниот премин Ќафасан од возач што управувал автобус со црногорски национални ознаки за кој не поседувал важечки зелен картон, побарал и примил подкуп во паричен износ од 70 евра, а второ пријавениот го пропуштил возилото без важечки зелен картон и му овозможил непречено да оствари влез на територијата на Република Северна Македонија. По преземени мерки и активности за целосно расчистување и документирање на кривично-правниот настан во координација со надлежен јавен обвинител, полициските службеници се лишени од слобода и изведени пред судија на претходна постапка, од чија страна им е одредена мерка притвор во траење од 30 дена, велат од МВР. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди како овластен предлагач ќе поведе постапка и за утврдување дисциплинска одговорност, а полициските службеници ќе бидат суспендирани од работа до завршување на дисциплинската постапка. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на земјава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 640 возачи. Од нив 51 возило се движело со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 7 возила се движеле со над 70 км на час повеќе од пропишаната брзина. При тоа, 320 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 320 надвор од населено место, информира полицијата. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална температура која се искачи до 21 степен и минимална утринска која беше 12 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 11 до 22 степени Целзиусови. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер со нашата програма.